Денеска и вчера уште еднаш на технички и политичко ниво се согласивме дека пребродувањето на енергетската криза како и справувањето со можните ефекти од војната во Украина, во недостатокот на храна, само заеднички треба да го адресираме и заеднички пребродиме. И мислам дека ова е за регионот на Западен Балкан еден историски чекор напред. Затоа што вообичаено не сме навикнати да видиме заеднички адресирање на заеднички проблеми, туку повеќе пречки отколку решења. Во однос на енергетската криза, кажавме и се согласивме дека во услови на светска енергетска криза, дека регионалното поврзување со цел обезбедување на поголема енергетска сигурност и енергетска стабилност е најголемиот фокус не само на владата на Република Северна Македонија, а истата ја делиме и со нашите партнери и пријатели од регионот Република Албанија и Србија. И ова треба да биде потик за сите други земји во Западен Балкан, но и во Југоисточна Европа да се приклучат кон заедничкото гледање на решавање на овој проблем. Наш заеднички приоритет е регионалното енергетско поврзување како влада на Република Северна Македонија, но сметам дека со сите во регионот мораме конечно да зборуваме за зголемување на енергетските капацитети како и безбедно и стабилно снабдување со енергенци. Мојот почитуван колега Ахметај рече за изненадување беше тоа што ние сме спремни да инвестираме во FSRU на LNG во Влора, но не би било така затоа што ние веќе направивме ишчекор, инвестиравме во FSRU во Александрополис во Грција, а знаете дека само до пред 5 години они не беа нашите најголеми пријатели во целиот свет. Докажавме дека и после таков период можеме заеднички да креираме заедничка иднина, зошто тоа не би го направиле со нашите пријатели од Република Албанија или Република Србија или било која друга земја од Западен Балкан. Затоа тоа е исчекор кој што мораме да го направиме за следните генерации. Секоја нова идеја за заеднички инвестиции ќе биде поддржана од нашата влада и затоа сметам дека сите земји на Западен Балкан треба да размислуваат во насока на справување со енергетската криза во наредниот период во заеднички инвестиции. Затоа министерствата заедно со коморите веќе наредниот месец, како што рекоа, ќе ги мапираат производните капацитети, како и потребите за потрошувачка во рамките на Open Balkan и ќе изготват патока за соработка, за меѓусебната поддршка. Сите ние како влади имаме различен систем на тарифирање на електрична енергија, различен капацитет за производство, различни потреби и сметам дека само така можеби и ќе намалиме увозната зависност или веќе увозот која треба да се направи подобро да се направи од соседните земји него од други места. Искрено задоволен што Република Албанија ги става сите расположиви ресурси во суровини за другите земји на Западен Балкан, во овој случај Република Северна Македонија и Република Србија, за да се овозможи да имаме доволно суровини за производство на електрична енергија и се надевам после одредениот информација, извештај од работната група, дека тоа соодветно ќе се материализира и операционализира во периодот кој што престои. Навистина сум задоволен во односот на недостаток на храна за исчекорот кој што го направивме овие 2 дена. Знам дека предизвика реакција можеби нашата едностранна одлука за забрана за определени производи на храна која што ја направивме пред одреден период, но се разјаснивме дека тоа беше направено за нашите потреби внатрешни и дека секако сме отворени да имаме преференцијален однос, третман на земјите учеснички во Западен Балкан во однос на потребата за отстранување на извозната забрана. Но тоа што е битно, како што кажаат двата мои колеги, е дека сите 3 држави се согласивме дека обезбедувањето на храна во услови на светска криза
представува предизвик и заради тоа обезбедувањето на одржливо за оснабнувањето со храна потребно е да се создадат сите потребни механизми за соработка помеѓу трите земји. И како што мојот колега од Република Србија кажа, храна за трите земји ќе има доволно обезбедено со меѓусебната соработка. Навистина сум среќен дека во однос на справувањето со кризи и несреќи конечно имаме доволно воспоставена соработка. Секогаш може да биде еден чекор напред, но мислам дека тоа што треба да го операционализираме ни престои во наредниот период. Се надевам дека нема да имаме потреба за да овој систем го употребиме, тоест да имаме што помалце кризи и незгоди во овој период, но за жал таму не можеме да влијаеме. Во однос на трговијата се усогласивме дека добрите практики само треба да ги искористиме. Една добра практика е One Stop Shop помеѓу Република Србија и Република Северна Македонија и за луѓето и за стоките, кои што навистина добро функционира и дека тоа ќе треба да го направиме најбрзо што е возможно и со Република Албанија, а зошто не и со другите земји од Западен Балкан, затоа што очигледно е дека секое поедноставување на процедури и за бизнисите значи поголема соработка и поголем бенефит за нашите граѓани. На крај, сметам дека една од основните слободи на Европската Унија, тоа е мобилноста на човечкиот капитал, станува реалност во Open Балкан или отворениот Балкан, а тоа е дека сите три земји, како што кажа вице-премиерот Ахметеј, веќе во септември ќе може да се радуваат на усогласување на системите за електронска идентификацијски картички, а со тоа полека и сигурно отстранување и на бариерата за дозволите, работните дозволи во Западен Балкан. Тоа ќе ни овозможи да бидеме поконкурентни и секако попримамливи за новата тема која што ќе отвориме, а тоа е вовед во инвестицијскиот циклус кој што би требало да се случи во Западен Балкан со нашиот заеднички пристап. Сакам да споделам со вас да работите групи, како што реферираше и Министерството во текот на неделата. Имаше ли? Штатор, Практично сите овие Целиот акционен план е детализиран и поделен со на тројцата премиери на Албанија, Србија и Северна Македонија. Помеѓу Албанија и Србија беше договорено за можноста за користење на резервите на јаглен со цел да се снабдуваат суровини и термоелектрани во Србија. Северна Македонија покажа интерес и беше интересно директно или индиректно да вложува во LNG терминалот во Валона. Тоа значи дека Северна Македонија покажа интерес да биде партнер за кај тие инвестиции и навистина би било фантастично за земјоделието и се благодарам на министерката и на работната група во текот на средбата за безбедност на прехранбените артикли беше договорено околу механизмот и секоја страна се залага да се отклонат било какви бариери во врска со прехранбените артикли за нивна безбедност, случајно дека една од земјите на Западен Балкан, во конкретен случај Северна Македонија забрани извоз на пченица. Во официјалната информација која ја изнесоа работната група и министерка се согласија во догледина да се отклони тоа ограничување, отвореното функционирање на пазарот ќе биде функција на слободно функционирање на пазарот, што е многу важно и од овој механизам е одобрено неограничено купување на стоки под услов на забрана препродавање на таа стока на некој другој пазар и со ова сакам да споделам дека ова е проба за принципот на трите земји за слободна трговија и отворен Балкан. Страните се согласија околу утврдувањето еден посебен механизам кој што може да се користи во случај на влошување на кризата
потенцијалот е тука, постои овој механизам кој што обезбедува набавка на искористување на прехранените артикли и вчера тоа го нагласивме. Препорачаниот пристап до пристаништата, што е многу битно, логистиката зборува дека тоа е клуч за снабдување на пазарот, механизмот кој што се активира со проектот за известување на страните и верувам дека министерката до 1 септември ќе иницира и нацрт на протокол за тоа да се подели и со српската и македонската страна, односно со Северна Македонија. Нацрт спогодбата се предвидува да биде изработена од страните и српската страна ќе има собствен нацрт до 10 август, ако не грешам. Што се однесува до цивилните воени ситуации, се дојде заклучок дека постои потреба за создавање заеднички капацитети на хумани ресурси, размена на практики и искуства, поедноставување на стандардните процедури, создавање на регионални систем, што би било многу добро, заеднички планови за реагирање во случај на воени состојби и воспоставување на заедничка мрежа на експерти во случај на воредни состојби, група на експерти. Веќе тука, како што кажав уште вчера, ќе знаеме ние кого треба да повикаме тука во однос на регионот и до 1 септември секако сето ова ќе биде детализирано и ќе биде дел од планот за работа со датуми, со одговорни лица и објекти. Што се однесува до пазарот на труд, имплементацијата беше со идејата за Отворен Балкан на премиерот Рама, се дојде заклучок дека сите страни ќе бидат подготвени да потпишат спогодба за електронска идентификација на чемите и слободниот пристап до пазарот на трудот. Практично тоа ќе овозможи реализирање на еден од главните принципи и тоа каде се наоѓа денеска Европската Унија, односно отворање на пазарите на трудот и мобилноста на работните сили. За 2000 до 9 август сите страни ќе извршат тестови на интегрирање со двете други страни, од наша страна, акше и од страна на Република Србија и на Северна Македонија, соодветните институции. Периодот за тестирање се очекува да трае 2 недели до 23 августа, до тогаш можеме да имаме информации прецизно за одлуката што можеме да врачиме до 1 септември сертификат соодветен во однос на извршената работа и останувам уверен дека остварувањето на овие резултати ќе влијае во однос на подобрувањето на животот на граѓаните и соодветните сектори во нашите земји. Благодарам и го повикувам заменик премиерот на Република Србија да изнесе својата изјава за печатот, а по него доаѓа господин Фатмир. Само неколку збора, ќе се заблагодарам на сите работни групи. Овие 4 работни групи кои на иницијатива на председателот Вучиć, премиерот Рама и премиерот Ковачевски беа договорени со цел имплементација на проектот Отворен Балкан. Сите задачи што беа ставени пред нас уште пред неколку месеци во Ниш, кога прв пат се сретнавме во секторот храна, се реализирани, доколку во Белград подпишеме заедничка спогодба во врска со укинувањето на местоците, такси или како веќе ги нарегувате во вашите правни системи, што се однесува до храната, ние се завршивме. Имате посебна лента Отворен Балкан на граничните премини, така наречен зелен коридор, храната оди без било какви проблеми од една точка до друга, како да се работи за храна од домашна потреба, без задржување со мали технички проблеми, што ги има во Северна Македонија, но тоа е се многу подобро од тоа што го имавме през 7 месеци. Последните показатели кажуваат дека прометот на храна е зголемен за 17% помеѓу овие три земји на Отворен Балкан. А
тоа водите сметка дека живееме во време кога имаше бариери во трговијата се земјата, ова е голем чекор според тоа. И не се сомневам дека Белград во септември ќе биде домакин и дека ќе бидат реализирани сите овие спогодби што се однесуваат на движењето на луѓе, пред се мислам во смисла на вработување и во врска со ID идентификацијата, дека сето тоа ќе биде реализирано по овие тест модели, така што за 8 до 9 месеци ние поминавме голем пат и се заблагодарувам на сите луѓе што работеа на ова од Министерството за финансии и на Албанија, и на Северна Македонија, и на Србија, Министерството за земјоделие, колешката Фрида, колегите од Северна Македонија. Мислам дека добра работа завршивме, но како што реков вчера кога почнавме, ова е само почеток на нашата голема видеоигра, каде што поминува нива. Додуша, некои што ја забрзуваат ова работа се короната и созобјата во Украина, тие ни служат како пречка, но кризите за тоа служат, од да се направи плюс. Јас до сега не сум видел криза по која немало плюс. Отворен Балкан е најголем плюс за овие три народи и јас се надевам, доколку и другите народи имаат интерес дека ќе станат дел од Отворен Балкан и накрај ве повикувам сите во првата недела на септември да бидете гости во Белград на сајмот на вино и храна, преку 260 изложувачи, тука се нашите стопански комори, има голем товар и се заблагодарувам на секоја поединечно стопанска комора од овие три земји и целосно сум убеден дека за нас ovoj političkoj priči, ekonomskoj priči, najbolje će govoriti. За ова политичка приказна најдобро ќе зборува бизнисот. Да веќе гледаме дека поинаку се зборува и веќе ги отклонуваме и бариерите и предрасудите што постоеле. Ако денеска барем една, ако успеавме да отклониме во разговор со албанските производители, тоа ми представа големо задоволство.